Ново линковско вклучување, МТВ на терен, колегата Никола Трајковски. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на демократијата. Истиот беше прогласен во 2007-та од Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации по иницијатива на Интерпарламентарната унија. Никола, добро утро. Ако се слушаме, повели, разговараш ова утро со Марко Трошановски, председателот на Институтот за демократија Societas Civilis. Добро утро, Бранко. Одлично се слушаме. Поздрав до тебе и до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија, како и екипата која го реализира денешното издание на Македонија наутро. Сончево утро имаме денеска, чисто за вовед, како што забележувате, нашата екипа се наоѓа во градскиот парк во Скопје. 17 степени е моменталната температура, би рекол совршени услови за утринска прошетка на отворено во овој дел на градот. А сега за она што е темата на денешниот линк, како што најави и Бранко, денеска 15 септември се одбележува Меѓународниот ден на демократијата. Овој ден за прв пат бил одбележан во 2008 година од страна на 46 национални парламенти. Генералното собрание на Обединетите нации на овој ден ги повикува сите членки, владини и невладини организации да го одбележуваат овој ден како ден на борбата за остварување на демократските идеали. На денешен ден широм светот се промовира демократизацијата, развојот, како и почитувањето на основните човекови права и слободи. Зошто е значено одбележувањето на Меѓународниот ден на демократијата? Ова утро, како што најави и Бранко, разговараме со Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија Societas Civilis. Добро утро и благодарам за тоа што говорите за Македонија наутро. Добро утро, чест ми е. Би сакал за почеток на денешниот разговор да им објасниме на нашите гледачи какво е глобалното значење на Меѓународниот ден на демократијата низ годиниве наназад, но и денес. Глобалното значење и целта воопшто зашто постои овој ден е да се промовира демократијата како најголемо цивилизацијско достигнување на човештвото, би рекол, и на начините на кои што луѓето ги уредуваат своите општества. Како такво, низ изминативе години, а особено сега, демократијата поминала низ многу предизвици, многу изменувања и слично, некогаш се рушила, некогаш се возобновувала. Значењето на овие денови е токму во таа смисла да ја подигаат постојано свеста помеѓу луѓето, а преку организациите, државите, институциите кои што го промовираат овој ден, за тоа кое е навистина значењето на демократијата, бидејќи тоа е нешто што не е дадено еднаш за секогаш, нешто што е менливо и за кое што постојано треба да сме бориме, а за да се бориме треба да бидеме свесни дека тоа вреди и која придобивка ние како луѓе ја имаме од тој систем на уредување, да не ја земаме здраво за готово. Оне момент кога ќе заспиеме, може да се разбудиме во сосема поинакво општество. Кои се оние постулати на кои што почива едно демократско општество и низ кои параметри може да се оценува степенот на демократизација на едно општество? Па има различни пристапи кои се постулатите, меѓутоа у суштина се работи за тоа дека основните вредности на демократијата се еднаквост, правда, слобода на говор и демократско учество во процесот на донесување на одлуки. Значи, секој да каже што сака, законот да важи за сите, секој да може со својот глас да определи кој ќе биде неговиот политички представник или директно да одлучи за нешто преку референдумско изјаснување и слично, и луѓето да имаат пристојни социјални услови за живот. Тоа е суштината на демократијата. Сега има многу индекси што ја мерат до кое ниво во различни општества е, бидејќи самиот збор е многу генерички и не постои еден начин на уредување, на демократско уредување. Сите се базираат на овие темелни вредности, меѓутоа се разликуваат во делот на слобода на медиумите, во делот на владење на право, во делот на, повторно кажам, социјалните политики и така натаму. Значи, низ тие параметри се оценуваат денешните демократии, до која мера тие се по-насочени кон луѓето и нивните права или пак кон елитите или во некој случај или многу тесни автократски структури. Ја споменавте слободата на медиумите. Годинашното мото под кој што се одбележува Меѓународниот ден на демократијата се фокусира токму на заштита на слободата на медиумите. Во годинашната порака по повод Меѓународниот ден на демократијата, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш истакна дека слободните, независни и плуралистични медиуми се камен темелникот на демократските општества.
Зошто е важно да се поттикнува слободата на медиумите во едно демократско општество и зошто заштитата на медиумската слобода е една важна компонента за демократијата? Затоа што целиот постулат на демократијата, луѓето демократски да учествуваат во донесување одлуки, значи преку избирање на пратеници или сами преку референдум, се базира на тоа дека се тие квалитетно информирани. Значи, информиран избор на граѓанинот подразбира слободен и професионален медиум кој што му возможува објективна информација, повеќе слојна, неутрална, која ќе зема сите перспективи в предвид, за да може да создаде еден објективен став за реалноста во која што живее. Во спротивно, неслободни медиуми, медиуми под притисок, медиуми во служба на корпоративни, политички интереси и така натаму, создаваат изманипулирани или неуки граѓани во најмала рака, кои што понатаму не можат објективно да носат демократски одлуки, прават погрешни демократски избори и слично, што е еден од главните всушност ризици и проблеми во денешното општество во кое што живееме поради големиот број на предизвици и притисоци со кои што медиумскиот сектор се соочува. И како што многумина умеа да кажат, без слободата на медиумите демократијата не може да преживее. Во однос на еден друг сегмент, каква улога играат младите денес во процесот на демократизација на едно општество? Видите, како што реков, значи, демократија е нешто за што постојано се бориме. И никогаш не треба престанеме да се бориме. Младите како популација, како социопсихолошка структура, како менталитет, да речам, се оние кои што го проблематизираат статус квото и секогаш бараат подобро. Повозрастните генерации се оние кои што се на некој начин акомодирани во институциите, во нивните животи, не сакаат да бидат многу бранувани и така натаму. Младите се тие што сакаат промени, сакаат подобри, кои што го прават притисокот врз оние што ги водат општествата да не отстапуваат од демократските вредности, но повторно не е доволно да си млад за да си демократски ориентиран, треба да си добро информиран и добро образован, што не води повторно до слободата на медиумите и квалитетното образование. Голем проблем во развојот на демократијата, кој е за жал денес се повеќе видлив како во светот, така и кај нас, тоа е се помалата партиципација на граѓаните во овие демократски процеси. Како да се подигне свеста за демократското учество? Тоа е голем предизвик кој што и најразвиените демократии во светот го имаат како проблем. Континуирано од година во година се помал интересот за гласање. Причините се многу. Од големата социјална нееднаквост што донесе глобализацијата, намалување константно на работничките и човековите права, самата природа на социјалните медиуми, Facebook, пред се и така натаму, кои што всушност ги разделуваат и поларизираат луѓето, а не ги здружуваат и не прават подобро да бидат информирани. Конзумеристичката култура, живеам за да трошам и купувам, а не да учествувам во политики кои што јавниот живот го прават подобар за сите нас во насока на јавен интерес. Че сето тоа ги демотивира луѓето да учествуваат во демократскиот процес и е главна криза, всушност главното јадро на кризата на демократија, кои што автократски популистички лидери го злоупотребуваат понатаму за да ја зграбат власта и во извртена представа за демократијата всушност владеат со целата популација. Следствено на тоа, колку е важен оној процес на демократска едукација и каква е улогата на невладините организации во таа насока? Огромна. Особено на образовниот процес, кој што е многу подолготраен и долгорочен, значи покрај семејното воспитување, втората најважна компонента во тоа да се создаде здрав, демократски, свесен и активен граѓанин е образованието. Граѓанските организации се тука секако да повторно укажуваат кои девијации за странување во општествено-политичкиот живот треба да се променат, треба да се подобрат, на каков начин, зошто ни е потребна таква промена, зошто е важно демократски да одлучуваме за тие што не водат, а не да абстинираме од гласање. Така да, нешто кој што самите државни институции не секогаш се волни да го прават, бидејќи станува збор за самите нив. Затоа невладиниот сектор многу важен во таа насока, на некој начин е огледало на политичкиот живот и исто така книга или показател на граѓаните што е важно во едно општество и што треба да се зачува или што треба да се искритикува.
Конкретно на денешното линковско вклучување, пред какви предизвици е исправена демократијата во денешно време? Може ли да се каже дека демократијата денес се наоѓа во некаков вид на криза, со оглед на тоа што голем број на истражувачи последниве години посочуваат на пораст на бројот на автократски режими во светот на сметка на оние демократските? Точно е тоа, значи повеќето индекси на демократија нотираат пат на демократските држави и раст на оние што се хибридни како нашата и оние кои што се автократски, да речем, или не слободни земји. Кризата ќе продолжи и понатаму, особено по овие неколку години на пандемија, економска криза, војна сега и слично. Во времења кога имаме несигурност, луѓето бараат сигурност кај силни лидери. Силните лидери по дефиниција не создаваат демократски општества и она што може да се очекува е дека новите бранови на избори како во Европа и така во светот ќе продуцираат уште еден посилен бран на недемократизирање на државите, односно нови автократи или помалку слободни демократии. Решението не е едноставно како и за многу други проблеми. Повторно, образованието, слободните медиуми, но и постојаната работа и на државата и невладиниот сектор да се воочи што е важно за едно демократско општество, е она што може на некој начин да го забави овој тренд на корозија на вербата во демократијата во најмала рака или пак да го возобнови повторно. Марко, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија по повод Меѓународниот ден на демократијата. Благодарам и честитки за денот до вас честит и до гледачите. Денот на демократијата. Тука ќе споменам дека кога веќе говориме за демократијата, интересно е да се знае дека првата демократска држава беше формирана во Соединетите Американски држави, додека пак првата европска држава која што беше изградена врз демократски принципи беше Франција по завршувањето на Француската револуција. И во услови кога, како што се вели во пораката на генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш, цивилниот простор се намалува, недовербата и дезинформирањето растат, а поларизацијата ги подкопува демократските институции, неопходно е да се реафирмираат демократските принципи на еднаквост, вклученост и солидарност. Нека е честит Меѓународниот ден на демократијата, ние тука го одјавуваме денешното линковско вклучување. Бранко, поздрав од нас. Никола, ти благодариме за вклучувањето ова утро. Тоа беше Никола Трајковски, МТВ на терен, тема беше демократијата. Да се надеваме дека ќе продолжиме да живееме во демократија.